ne s'spät da kemi edhe kur mikun ton, Slavço Popovski, i cili do të na informoj për të reja të fundit se çfarë presim për vikend edhe për ditët e da javës. shohim edhe javës. Dobro утро, Slavço! Добро утро! Guten Morgen! Добро утро, Само што ќе те мирминџес. спомнеме, ти само се појавуваш. Така е. Славчо, Мене само ми што има ни секаде. стигна едно видео од Швајцарија, дека таму веќе е све бело. Не Јорганот, бело од снегот. Така е. Јорганот се Исто отворил така. во Швајцарија. Така, но и во северните предели од Балканот веќе имаме вистинска снежна идила, односно во Словенија, во Хрватска, веќе во моментов се прошируваат врнежи од снег, стануваат збор за врнежи од снег и на пониските места и во градовите. Тоа значи дека регионот во текот на следните денови, односно овој викенд ќе има доста снег, како на повисоките, така и на пониските места, но ние за снег и понатаму ќе почекаме, барем ние во кои што се наоѓаме во градовите. Ни треба снег, Славчо, јас сум Ама со сега, вирус, Славчо, со грип. Дај малку нека ги тргаме тие бактерии што се сегде околу нас. И загадувањето, да, снегот помага доста и за загадувањето, тоа е најбитно, да. За Но- вчера не знам, ама завчера Славчо мирисаше Скопје. Супер. Веќе сме Подобро би навикнати било на на тој мирис. шампон да На мириса, убавин, отколку да ја. мирисаше на тоа што мирисаше. Беше многу интересен мирис. Славчо, кажи ни, ти не објасни пред 2-3 недели, ни кажа дека ќе имаме невреме и тоа се случи. Така. Сега ќе имаме некои добри Дај кажи нешто убаво. абери од струга? Абери од струга, барем во поглед на метеорологијата, за жал немаме, поради тоа што Не. остануваме и понатаму да бидеме под влијание на серија на влажни воздушни бранови, кои се поврзани со циклонот со центар кој се наоѓа над Дженова, и истиот и во следните денови, односно овој викенд, ќе условува врнежи од дожд, кои повремено ќе бидат обилни и поројни и проследени со локална појава на грмежи, како и со засилен до силен ветер од јужен правец, кој повремено ќе достигнува брзина и над 60 км на час. Мора да напоменам дека овие процеси локално ќе бидат и поинтензивни и застапени во форма на невреме, а локално, односно на повеќе места, повторно се очекува да наврне големо количество на дожд и тоа над 40 литри на метар квадратен дожд, а локално и дури и повеќе. Тоа значи дека и понатаму постои опасност од нови поплавувања, како и понатамошно зголемување на нивоата на реките и на езерата во државава. Значи да бидеме спремни и подготвени. Значи, до кога предвидуваш дека ќе трае ова невреме, Славчо? Гледаш Така, некој барем, светло на крај на тунелот? Барем од сега гледано, според она што можам во моментов да го кажам, тоа е дека и во текот на следната недела ќе бидеме под влијание на серија на влажни воздушни бранови, исто од овој циклон кој го споменав, кој е со центар над Дженова, и повремено ќе условува да имаме обилни врнежи од дожд, што значи дека стабилизирање на времето нема да има. Но од друга страна, веќе од недела ќе бидеме под влијание на нешто поладен воздух кој ќе се спушти од север, па така на планините над 1200-1300 метри надморска височина врнежите од дожд ќе преминат во снег, па таму може да имаме и некоја така снежна идила, да кажам. Убаво, весело. Океј, супер, и ова е берекет. Сега со добра Така е. душа да го примаме ова што се случува Така е. и да не станеме Што е, нервозни. тука е? Нервозни стануваме само во сообраќај, Види, кога Славчо никогаш... ќе не испрскат некоја кола со... Славчо никогаш нема да не Слобода. види нас нерасположени заради тоа што Така сме е. петок. Петок, Славчо. Имаш онака Петок, многу среќа така секој петок да се видиме и да се дружиме заедно и да има некоја лоша вест ќе помине така полесно. Ќе го доживееме Да, но- малку така полесно. Но и да не е петок, ние си сме позитивни луѓе, така Така, да да. за нас Тие што Да, стануваат точно, рано не знаеме. може да бидат негативни луѓе. така си е. Апсолутно. Нормално. Славчо, нешто друго да додаваме? Бидејќи времето ни е кнап денеска. Денеска сме фул, Така, Славчо. па тоа е, граѓаните
доколку излегуваат со себе задолжително овие денови да си понесат чадор а исто така сакам да ги посоветувам и оние кои возат, возачите да бидат крајно внимателни доколку се движат покрај водотеците, поради тоа што, како што напоменав и понатаму е можно зголемување на нивоата на реките и на езерата во Македонија и нови локални поплавувања и понатаму се можни, поради очекуваните нови обилни врнежи од дожд. Јас моментално гледам камерите како се по граници, ама гледам една камера во Меджитлија, Славчо, таму гледам во Битола дека има сонце. Гледам дека капе помалце, ама сонце отворено. Да. Славчо, ти благодарам многу за информациите. Верувам дека другиот петок ќе ни се обраќаш со поубави вести за времето. Така е, па редно е веќе да имаме малку попозитивни метео вести, па што е тука е веќе. Да. Фала многу, Славчо. Ке помине и ова, ви благодарам и на вас. Ке помине сигурно. Имај прекрасен викенд, имај прекрасен ден и ќе се видиме. Ќе се слушаме сигурно. Преубав викенд и на вас, па се слушаме следниот петок. Чао, чао.